сега дојде моментот кој што цело утро го чекам, а тоа е да го слушнам неповторливиот глас на Благоја Крстевски, доаен на македонското спикерство. Благоја, добро ви утро! Добро утро на вас и на вашите гледачи. Колку тоа убаво звучи. Благоја невиден професионалец, гледачите ве знаат многу добро, знаат колку значајни страници имате испишано во македонскиот етер, но не знам колку ја знаат и другата ваша улога како учител, ментор, креатор на многу познати телевизиски ликови. Пред 30 и кусур години и ја обучувавте и мојата маленкост, морам тоа да кажам, да, заедно со Лиле Крстева, секако да ја споменеме и неја. Ја мислам да кажам дека пред 30 години те знам, меѓутоа ќе молчам да не бидат годините, а мене сама си кажува. Си кажува, си кажува искрено. Морам да ја кажам на Слободанка дека Благоја тоа го работеше со една неверојатна смиреност. А кој знае какви сме биле ние како почетници? Како девојчиња. Да. Так. Јас се сеќавам кога дојде прв пат. Да? Ајде да ни раскажете. И дојде со Игор. Добро. И вика, ајде Игорче, вика, ајде да пробаме, вика, мај да видиме како е, што е. И така некако, така тргна работата. И има една епизода со тебе. Ау, не знам. Ќе ја кажам. Не знам. Знаеш, се сетиш сега. Тогаш набргу ти шо почна, па почна одморите и сега ти се враќаш од одмор и јавуваш дека си дојдена, дека можеме да те ставиме на смена. А не кажавме каде што? Да им кажеме. Ти беше најавувачка, да, тоа време, на програмата. И сега јас не те видов, меѓутоа ти најавуваш, јас само гледам и се чудам и ми звони телефонот, тогаш домашни телефони, ми се јавуваат, вика, абе оваа вика од Африка ли е или... Се сеќаваш на тоа сега? Тоа е точно и ден, не. Она била на одмор. Да. Си сончала до крај на мера, направила афрофризура и сега на вистина во студио, сега можеби немало доволно светло, меѓутоа Опра Винфри како ја снимаат. Мам, пушти ја вика 1-2 недели нека обелее, малку вика после ставаја. Интересно. Но да, уште пред 30 години кажува она што и ден денес го практикува. Искрена вистина сака да се сонча и ужива на сонцето. Што да ти кажам? Само забити и светот. Слободанка повели. Благодарам и на вистина ми е чест и големо задоволство што сте дел од нашата утринска програма. Затоа што вие, како што кажа Искра, ке кажам и јас, сте доаен на македонското презентерство, спикерство, во македонската телевизија толку години поминати. Како се чувствувате вака сега под рефлекторите во студио? Какво е чувството? Убаво. Прво да ви благодарам и на двете за најавата, за прекрасната најава. Тоа цела Македонија го знае, ние само го кажуваме. Од време на време, еве вака, ќе се појавам на електронскиве медиуми. Ако убаво е тоа. Да ви пополнам програма малку, нели? Да се подсетиме. Да. А еве, вие сте поминали од македонската телевизија, кој пократко, кој подолго. И драго ми е што се уште сте пред екраните и си водите програми. Сигурно вака од дома кога не гледате ни наоѓате некои забелешки, меѓутоа ќе ни ги кажете после емисијата. Кој слуша стари луѓе? Јас слушам. Јас морам да кажам дека слушам, да ви кажам искрено. Искусни, да. Баш пред извесен период велев дека не сакам да го употребувам зборот стари луѓе, туку само сакам да го употребувам зборот возрастни луѓе. Вие сте возрастни и многу искусни во она што си го имате како професија. Искра, јас исто ја имав таа голема чест и задоволство мој ментор да биде токму господинот Благоја Крстевски и прекрасната дама Катерина Намичева. И знаете ли што ми направивте? И ден денес сум во тој лавиринт, затоа што вие двајцата имавте
полемика околу тоа дали треба да читам вести или дали треба да водам утринска програма, па дојде до тоа и да фрлите паричка да видиме на која страна ќе бидам, а вие бевте за да бидам на утринската програма. Добро, тоа е... Затоа ми е задоволство што сте тука. Видете, тие времења беа други. Македонската телевизија беше единствена тогаш. Сега има многу електронски медиуми, многу телевизии. Младите беа заинтересирани во голем број да дојдат до екранот. Ние, кога распишувавме таму конкурс за најавувачки, се јавуваа по стотици. Јас ќе ви кажам, уште од кога беше МТВ во Нерези, на еден таков конкурс се јавија 700 девојшиња. И можам да замислам. Овде се јавува по 300, по 400, по 200. Да ги слушате сите. И се чудеа раководството, кај ќе ги сместите, бе, вика луѓе во толку походници, да, ма тоа е на брзина, водеше. Ние тоа го правевме со 2 камери. И веднаш знаете. И по една реченица да вучите, ти се гледа. Прво ја гледаш на камера, на монитор ја гледаш и ја слушаш. Машките исто така за спикери, за презентери. Ке им дадеш по една кратка вест, за да иде побрзо, нели? Се знае тоа што може. А се јавуваат секакви. Сега треба да избереш. Секој има желба, меѓутоа. Видите, сега е подруго. Тогаш не можеше секој да застане пред микрофонот. Пред микрофон и пред камера. Тоа сакав и да ве прашам. Се почитуваа нормите, се почитуваше убавината на македонскиот јазик, музикалноста, се почитуваше културата на говор. Сега морам да ви кажам, да ми простите, секако. Нема никаква култура на говор, не сите, ама 90%. Кога гледате вака од дома, што е она што најмногу ве иритира? Ете тоа. Токму говорот, македонскиот јазик, видете, говорот на македонскиот толку лесно, толку на еден мирен... Па дури не треба ни да се плати тоа вежбање на тие луѓе. Навистина имаме прекрасен фонд на зборови кои што може да ги употребуваме. Во секоја телевизија, така речи, постојат постари, повозрасни новинари, презентери и така натаму, кои може да им укажат на младите како, што... Сега немате... Тоа се зима од улица, веднаш се става... На камера. На камера, пред микрофон. Се даваат разни емисии да водат. Па не се ни... Ајде да не зборам повеќе, ке рече тоа и стариот свет критикува. Меѓутоа, ви имате право да критикувате. Прво фатате од самото облекување, од самата гардероба. Тие не знаеш што се носи наутро во емисија, што се носи на пладне, навечер или на фестивали. Они ги помешале тие работи. И тоа е. Поготово да, во утринските часови, ние секогаш како колешки и сме во, да кажам, и ние веќе во повозрасни години, забележувате дека секогаш нашата гардероба е во... Разголеноста, да, не дозволува пречи. Па видете, тоа не може наутро така да се облекува. Можете тоа во некои вечерни часови, некои емисии специјални, некои фестивали надвор и така натаму. Свечености, тоа сега не може со тие 300 гердани менѓушки што се нишаат во дневник. Не бива таа работа. Не треба да има ништо што одвлекува внимание од веста. Тоа одвлекува внимание на гледачот, да. А гледачите веќе имаат изострен вкус. Немојте да мислите дека е тоа така. Немојте сега видете, сите манекенки, пејачки, станаа презентери, водители на емисии, пејачи и така натаму. Тоа ги помеша работите помешани. Секоја чест на искучоците има и меѓу нив што знаете, да умеат да се развиле добро. Нормално секогаш има по 10% слика во македонскиот етер, без разлика за која и телевизија да станува збор. И да ви кажам искрено, јас се согласувам со вас. Затоа што се согласувам со вас и со оглед на тоа дека сте биле мој ментор, да, тоа е задоволство да се работи со вас и да се слуша од вас, покрај тоа што вие сте научиле како треба да зборуваме, да говориме, да се однесуваме
пред камера, вие сте ни давали и други животни насоки и совети и во друг правец како треба да и што треба да правиме. Па, видите, Тоа исто не го заборавам. Вие влегувате Така. во секој момент, наутро, напладне, навечер, вие влегувате во домовите на гледачите. Така е. И треба да внимавате пред се на изгледот, на говорот и за кого го правите тоа. Има и деца, Јас тоа го велам има на и гледачите. возрастни луѓе. Да, тоа е. Кога ни се јавуваат гледачите, јас тоа им велам да внимаваме што зборуваме, има и дечиња Младите со баби и јазикот, дедовци. говорот го учат од вас, Така. од електронските медиуми. Медиуми, точно Ние така. имаме многу институции кои работат на македонскиот јазик. Меѓутоа, овде е грешката. Треба да се спуштат малку подолу, да ги посетат овие сите електронски медиуми, да ги посоветуваат и новинари, и презентери и се, како подобро да говорат, да им укажат на грешките. Сега може да замислите вие, еве да речеме презентерот е во ред. Добро се однесува, добро говори, меѓутоа тој во неговиот дневник, кој трае и повеќе од половина час, некогаш, зависи од настаните, има 5, 7, 10 новинари кои се јавуваат од собрание, од влада, од некоја фабрика, не знам од каде, не, од некоја градче. И сега што правиме? Тие луѓе не се посоветувани, нивна дикција очајна, тоа е катастрофа. И колку грешки ќе се направат во тој дневник, а тие луѓе, младите луѓе, поготово, слушаат тоа. Да. И лошо делува. А тоа може многу лесно да се искорени таквата работа. Лектори, па добро, лектор може да има насекаде, меѓутоа лекторот не е семоќен. Тој ќе го прегледа текстот, ќе ги исправи грешките. Но и ќе знаете ви го како, даде. треба Меѓутоа, младите да имаат желбата. Ама немате контрола вие на оние што се надвор, таму од надвор, како лекторот не може до нив да стои, да ги така, исправа. точно. Значи, лекторот мора, ако му дозволат, и ако сакаат тие млади луѓе, зашто младите денеска многу совети не Тоа сакаат. сакав и да ви кажам, да, треба да се има желба. Да му дозволат, да им укаже на тие млади луѓе секој ден да им укажува како На е, што е, грешките. каде е акцентот, вака, и така, те, да. кој збор не треба да го употребуваат и така натаму. Ние на времето во македонското радио имаше една група лектори и раководител беше Стефан Зиглин. Па вие знаете ли, тој не чекаше пред врата ако ние нешто сгрешевме во дикција, во акцентот, во правописот и така За да ве натаму. поправи. И за да не да не кара, да не поправи, Да. да не укаже, не само нас, на новинари, на презентери, на сите. Но тоа било само за вашето добро, така? Па Како точно да бидеме сега подобри? лекторот исто така тоа треба да го прави во електронскиот медиум. Да. Затоа што тој тој прегледува текст, ама го прегледува, да речеме, текстот на презентерот кој е пред него и Па и на тој најави начин го штитиме одјавите. нашиот македонски јазик и нашиот говор. Со помош на Меѓутоа, лекторите. тој не може да раководи со оние што се надвор и што ќе се јават со слободен говор, што се вели. Така. И што правиме тука? Затоа тој ги забележува тие грешки што ги прави, па им кажува, значи треба постојано да работи или да кажеме да биде говорен лектор. За да убаво сето тоа звучи Ето. во етерот. Јас би сакала овие минутите што ги имаме пред крајот сега да ве прашам и за нешто друго. Како ги поминувате вие пензионерските денови? Кога ви се јавував, кога се договаравме за гостување, вие ми велите гледам тенис. Тенисот од секогаш ви е нешто Па, што го... овие денови Вие на беше прво место во спортот или? Торино турнирот и интересно, гледаш, тоа се најдобрите тенисери во Тенисери во моментот. светот, да. И нормално е да ги гледаш, досадно ти е од едно, од исти вести, исти дневници, Ке си свртиме нешто да се свртиме релаксираме. нешто друго, така Да. забавно и тоа. Деновите ги поминува така, пратеник, оди во поле, оди таму. Аха. И тоа, Се инаку, движиме со пензионери, со другари, со колеги, може би. Летно време обично сум надвор од Скопје. 3-4 месеци, така да сега се вратив пред извесен период и Каде малку бевте? ми е.
Каде бевте? Па јас имам Да, така во да знам. родното место на мајка ми во Валандовско. Валандовско, знам дека е таму, затоа И прашувам. таму имаме еден такав голем парк со многу дрвца, зеленило. И во Дојран, таму имаме куќа, во Дојран. И со внуките, со внучето и така. Си уживате во деновите, така. Така ни проаѓа времето. Убаво ви поминува времето, си има време и за внуците, се има време и за... Па има која се Так. со нас, Да. исто така, згоди, незгоди со внуците, знаеш На како што е. најмногу ги учите вашите внуци? Ами што ќе ги учиш ти ако те слушаат? Ако слушаат, што ги советувате? Мама, бидете мирни, само гледаш да се мирни. Да. Така, да. И Што најмногу така. ги советувате, еве вие? А што не? Се. Животот е таков да зависи од настаните, мораш да им укажеш, да ги Така. посоветуваш, да бидат послушни, оние што се помали, овие што се веќе по некоја година што наполниле, како да си ги исполнуваат задачите што се пред нив и така натаму. Така. Интересно е со внуци. Да, верувам дека е Интересно така. Се е, да. надевам дека имаме уште некоја минутка време. Искра да го искористиме еве заедно уште еднаш да си го поздравиме нашиот гостин. Гледам јас овде што не чека во сценариот. синопсисот. За жал немаме. Важно си Но направивте. многу ни беше убаво. Многу убав утрински разговор си направивте. Многу ми е мило што ве видов. Сигурна сум дека и на гледачите им е многу мило. Мене исто така, како бивши наши ученици, Да. Се уште не има во 30 етерот. години. Да. Си Да. кажавте колку години има. Да. Сам Да. си кажавме, да. Да.